Почитувани во овој стандарден неделен термин посветен на спортот и минутите кои ги издвојуваме за спортските актуелни случувања, вечерва ќе разговараме на една тема која многу малку се отвора во македонските медиуми. Женската кошарка, клупска пред се, ќе зборуваме на најмногу на тој план, ќе отвориме секако и темата за македонската репрезентативна кошарка. Имам гости кои токму се најквалификувани да зборуваат на оваа тема. Тоа се представници на шампионот женски кошаркарски на Македонија на екипата на Бадел. Нена Трајчевска, добро вечер. Александра Стојановска, добро вечер и за тебе. И председателот на клубот, Љупчо Павловски, добро вечер и добре дојдовте на програмата на телевизија Нова. Шампионки на Македонија со освоени сите можни титули и трофеи на национално ниво, представнички на нашата држава и на регионално, на меѓународно ниво. Како се чувствувате во ваква позиција? Пред се, фала за вашата покана. Честни што сме тука. Чувствувате одлично, морам да кажам. Да освоиме се што постои во нашата држава, одлично чувство. Од најмладите категории до нас сениорките. Стварно, нешто многу убаво. Сега од оваа перспектива малку одморивте, Александра, како ја оценувате изминатата сезона? Пред се беше тешко, беше напорно, морам да кажам. Сите тие патувања, нели, на меѓународно ниво, сите тие надпревари, едно искуство за нас. До таму, за таа лига беше напорно, тешко. Во македонскава лига исто така, со напорни тренинзи продолживме, не се откажавме, за да дојдеме до она посакуваното, нели, на крај трофеот, односно двојната титула во сезоната. Вие најмногу ги знаете маките со кои се соочува македонската женска кошарка на организацијски, на финансиски, на надпреварувачки, на квалитативен план од сите аспекти. Долго сте во кошарката. Како го организирате клубот? Како се снаоѓате и како успевате да одржите функционален тим на пристојно ниво во вакви услови? Пред се, добро вечер, благодарам на поканата. Би сакал да поздравам вашата редакција и сега гледачите на Нова ТВ. Тешко е навистина, меѓутоа кога се сака нешто безрезервно, буквално женската кошарка, да кажам вака, ми е под кожата тука, така да во континуитет во женската кошарка су веќе 27 години, а директно како председател во клубот 23. Навистина е тешко, меѓутоа кога се сака нешто се постигнува. За жал, условите во нашата држава се такви како што се. Финанските проблеми се најголем проблем. Учествувавме во таа Јадранска лига веќе 2 години. Ние сме со буџет неде од 4 до 5 пати понизок буџет во однос на другите останатите конкуренти, така. Единствени сме што паќаме термини за надпревари за тренинзи. Единствени сме, можно со 90% сигурно кажам, што немаме апсолутно ни еден денар добиено како финански средства, било од локално ниво, дали тоа од ми е државата, прашањето. Значи, вие кога почнавте да се движите во околината, односно во регионот, таму да се надпреварувате, почнавте да правите споредба со тоа што се случува во другите држави. Како изгледа женската кошарка во соседството? Не зборуваме сега за многу подалеку. Да. Видете, факт е дека уопшто женскиот спорт и женската кошарка и регионот не е веќе на тоа ниво што беше. Меѓутоа и тоа пониско ниво е далеко над нашето ниво, за жал. И целта на нашето пријавување, учествување во меѓународни надпревари е да видиме ние како клуб, како девојки, како управи, како стручен штаб, кај сме, што сме и што треба да направиме да го подигнеме нашето ниво за надпреварување. Навистина изгубивме се. Меѓутоа може да кажам дека 8-2-3 надпревари не бевме воопшто инфериорни. И ако се земе предвид во кои услови работиме, дека тренираме само еднаш дневно. И дека сме лимитирани, значи и она што значи и кадровски и пред се со услови за работа и финансиски средства, јас сум презадоволен од тоа што го дадат девојките. Девојки, почнавте да се надпреварувате на меѓународно ниво. Предизвикот, предпоставувам, за вас е секако голем да се докажете надвор со оглед на тоа дека за волја на вистината конкуренцијата на домашен терен и не е многу голема и немате некои надпревари многу возбудливи за развој на кариерата. Што видовте? Еве да го оставиме настрана резултатскиот дел. Што видовте? Што научивте на овие надпревари на меѓународно ниво? Многу научивме, дефинитивно, бидејќи тие надпревари не може да се споредат со овие во нашата држава што се играат.
девојки што се многу понапредни од нас, поискусни, значи физички повеќе спремни, од сето тоа ние учиме. Самото тоа што искачаме ние на теренот, даваме максимум и они го даваат нивниот максимум, гледаме до кај сме, го чуваме на грешки, добри работи, дефинитивно многу значи. Колку заостануват? За колку скалила може да се каже дека македонскиот шампион за жал заостанува зад шампионите на останатите соседни држави од регионот, да речеме. Може ли таква некоја проценка да направите? Па може да се направи проценка, бидејќи заоставуваме многу. Значи да не кажам на дното сме дојдени затоа што останавме само 4 екипи во првата женска кошаркарска лига, што до сега не се случило, не памтам. Пред се, таа лига нас ни донесе добри искуства, видовме како е да се сака едноставно кошарката, да се работи многу напорно за да се постигне некоја цел во животот, да кажам, да победуваш, да ги множиш тие победи. И научивме доста и за тоа до тука сме дојдени и напредуваме и благодарение на Бадел, на сите луѓе што ни овозможуваат и овие услови што ги имаме се доволни за да напредуваме за нас самите. Нена, вашиот клуб реално не е претерано да се каже најдобро организираниот или меѓу најдобро организираните сега да не биде некој навреден во македонската женска кошарка. Колку забележуваш дека ви недостасува квалитативно во однос на конкурентите од регионот? Уште колку треба да напредувате? Што треба се да се направи? Видете, за да стекнеме ние некоја ниво како што имаат нашите соседи или во регионот, значи сите екипи, ние треба многу да напредуваме. За разлика од нас, екипите што се во македонската лига не се стигнати ни до тоа ниво. Значи, пред се битна е желбата и работата во клубот, како од играчите, така и од целата управа. Имаме ние лоши услови, меѓутоа не се жалиме, даваме секој се од себе, мислам дека тоа е најбитното. Напорна работа. Добро организиран клуб водите, тоа значи дека не е многу тешко да се биде прв во Македонија. Како вие како управа, еве девојките ги чувме, како вие како управа го оценувате настапот на регионално ниво? Што вие таму забележавте? Каде ќе поправате во вашиот клуб и може ли да се поправа и колку имате простор за напредок за да достигнете некаква конкурентност со останатите екипи? Ја и претходно кажав, јас сум презадоволен од нивниот настап. И дека не бевне инфериорни 8-2-3 на Тревелек од војме, од другиот бевне конкурентни буквално. Меѓутоа основниот проблем во Македонија е што немаме квалитетна лига. Значи токму тие причини најмногу се решени на таа меѓународно преруване девојките да видат кај се што се, затоа што еден период и самиот тренер се жалеше липша не ми да работа девојките доволно. Нема да работа, свесни се тоа е психологија на децата дека се најдобри од државата и со тоа помало ангажирање пак ќе бидат први. И со неангажирање. И дури неангажирање. Меѓутоа со самото надпреварување, нивото на тренинг самите девојки го подигнаа. Овозможивме и теретана да работат. Учествуваме на појаки турнири, минатата година бевме и во Ливан, во Берут, кој што учествувавме на апсолутно најак турнир што некоја било која од женска, па дури репрезентација може да кажам, беше Панетаникос, таму од Целебек, ише домакинот. Меѓутоа она што ми пречи, Ливан. За мене беше тоа непознати се разберем. Берут го памтам по лоши работи, малку сум поводас. Меѓутоа таков интерес за таа женска кошарка, тако добар прием, медиуми, секој надпревар завршуваше со пресконференција, во кој што учествуваше и тренерот и дел од девојките кои што беа најдобри. Салата беше преполна буквално, директни ТВ преноси. Значи, у нашата држава пред се ни фали една популаризација. Женскиот спорт генерално, не само женската кошарка, се на најдолно ниво. Интересот е скоро никаков од сите страни. Имаме само во женскиот спорт активен во моментов, сериозно кој нешто привлекува внимание, зборувам за Варна. Да, меѓутоа за меѓународниот пријави и сето тоа, колку наши девојки играат таму. Една или две кои се на клупа и ќе си играат на крај една минута или пола минута. И што тоа донесе? Кај ни женскиот ракомет? Се не навлегувам таму. Меѓутоа, ако немаме квалитетна домашна лига, ако како Бадел нема најмалку 4 екипи во држава, кај што ќе има компетитивност, кај што ќе може да се напреварува, секој надпревар да биде борба. Затоа што по самостојањето на Македонија имаше 8 10 прволигаши, во кои неизвестно се бореше до крај, имаше и публика, имаше интерес.
Меѓутоа Имаше многу подобар период македонската женска Да. кошарка, го паметам јас тоа, девојчките се помали. Да. Ја полого памтам го фатив и оној период под наводници комунизам или социализам така натаму. Да. Меѓутоа ние тогаш како шампиони државата добивавме од Сојузот на спортови на град Скопје по 1000 марки од денеска противедност финански средства. Добивавме 4 бесплатни термини за тренинзи и бесплатни надпревари. Тоа почнавте преска да зборувате, Да. него довршивме тој разговор. Значи, која е разликата во условите што ги имаат клубовите? Почнавте ние и во неврзан разговор пред Да. емисијата, вие ми објаснувавте. Што е разликата? Што све придобивки имаат клубовите кои се шампиони, да речеме, на другите држави женски? Ќе земам Радио Кореш. Со само тоа што се прваци на Србија обезбедуваат по автоматизам финански средства од државата. Со самото тоа што надпреваруваат во меѓународно надпреварување, повторно добиваат финански средства за пласман. Кога освоија титула пред 2 години поред освојат Јадранска лига, повторно финански бенефит и додека надпреварува, за жал Србија последните 2 години не надпреварува во млади категории во таа Јадранска лига, добива и по тој основ. Значи по 4 основи добива финански средства. Играте во Сарајево плейоф. Добива средства од градот, добива од кантонот, добива од федерацијата. Во Загреб градскиот кошаркарски сојуз што е има буџет на кој начин преку спонзори така натаму. Не знам како е полно тој буџет и од тој буџет суфинансира дел од клубовите. Тешника надпреваруваше без фактички ни еден денар не дава апсолутно за надпревари, за тренези, а за жал кај нас се плаќа. Добро, секогаш се враќаме чисто кога се зборува за македонскиот спорт, се враќаме на темата финанси. Се врти Дефинитивно. реално околу финансирањето. Затоа и тешко оди, особено е тешко да се најдат спонзори во женската кошарка. Најдобро ја знам, верувајте. Предпоставувам дека вие Да. тоа најтешко го минувате. Зошто е тоа така? Затоа што нема закон кој би ги ослободувал спонзорите кои би инвестирале во спортот. Едноставно нема интерес, немаме ли доволно квалитет да привлече спонзори, или тоа е еден магичен круг во кој се вртиме и не можеме да го најдеме Од се ни по крајот, нешто. ни опашката, Да. ни почетокот. Од се по нешто тоа што кажат. Законот за спорт сега возможува на спонзорите само ослободување на што значи данок на добивка, односно се тие дел влегуваат во признати трошоци. Така. Тоа значи тоа 10% од она што ќе се вложи. Што за мене е недоволно. Значи мора да се заземе дел Да, и многу од... и компаниите ова го истакнуваат секогаш. Ние преку федерацијата направивте некој начин како да се формира посебен буџет од различни начини, дали од цигари ќе биле, дали од алкохол, како еден посебен буџет за Лотарија, спорт. такви има Лотарија, системи така. во многу држави. И поголемо ослободување на спонзорите, барем од делот на ДДВ-то. Затоа што навистина поблагородна работа вложување на спорт нема. Вакви прекрасни деца кои ги видите од 8-9 години како раснат како личности. Сите се на факултет и тие што работат се признати работници. И веќе имаме во случај во клуба што наша бивша кошаркарка нејзината ќерка пак тренира. Луѓето мора да го почувствуваат тоа па да видат дека не е само она да вложиш пари па да ми се врати нешто. Поголемо враќање тоа нема. 40-50 девојчиња се во клубот, тргнати се од улица, тргнати се од тој интернет. Работа, тренираат. Во колективните спортови е предноста тоа што се социализираат децата. Заедно пачат кога добиваат, заедно пачат кога губат. Тоа е колективен спорт кој што зависат една од друга. Џабе не да биде најдобро кој изгуби тимот. Кога ќе играат сите 5, еден како сите за еден, за сите за себе, тогаш ќе се направи резултат. Девојки, како се мотивирате да работите сега? Јас знам дека желбата за победа кога човек ќе го избере спортот е желен за достигнување големи. Тоа е некој порив кој ве водел кога сте почнале и кога се развивате. Меѓутоа, тешко е да се работи кога ги немаш оние услови кои знаеш дека ги заслужуваш пред се. Не зборувам сега за конкретно, можеби е подобро во вашиот клуб, меѓутоа е сепак не она што вие го посакувате. Како се мотивирате? Па, може наивно ќе звучи, меѓутоа инат. На некој начин, мислам дека повеќето девојчињата сме такви. Доволно имаме преживеано тоа колку нас не понижуваат и клубови од Македонија, од надвор за нашата работа и за нашите резултати. Меѓутоа ние како колектив пробуваме да останеме како едно, не се откажуваме, тренираме напорно и мислам дека тој инат ни дава мотивација да не се откажеме, да продолжиме понатаму. Каде се гледате во перспектива? Какви ви се плановите? Па пред се не очекува уште една сезона овде во Македонија заедно со Бадал. Ќе се обидеме да направиме нешто поголемо наредната сезона, а за понатака здравје. Очекуваме нешто поголемо
сепак Предпоставувам дека сепак вашата сфера на интерес е да излезете надвор од границите на Македонија. Сега секој тренира и работи, тие откажувања кои ги минувате, треба некако и да се исплатат на крајот на секој сака крајот да на проба денот. нешто ново, нормално, да види до кај е. Добро, да речеме, ако сте вие меѓу најдобрите во македонската женска кошарка, на каде би се движеле? Кои се вашите перспективи за излегување надвор? Што е понудата всушност? Пред се мора да бидете реални со себе, да знаете вие до кај сте. Моја желба е секако да играм Евролига. Не, мислам, тоа е сон, мислам дека на секој девојче. Меѓутоа, ако си реален со себе, мислам дека треба да почнеш по некое скалило да се движиш. Максимумот да го постигнеш, мислам дека ќе бидам задоволна било каде да отидам, доколку знам дека јас го давам од максимум. И кај што има професионално ниво на Да, работа. нормално, Се да. разбира. Многу често ние анализираме овде со спортски работници, не мора да е само тоа во кошарката, меѓутоа многу ретко ги прашуваме спортистите. Секогаш зборуваме за тоа каде се недостатоците во развојот на еден спортист во Македонија. Предпоставувам дека вие тоа најдобро го знаете. Ако едно девојче, еве зборуваме конкретно за женската кошарка, е талент на одредена возраст, треба некој да ја развива, треба некој да ја помогне да се развие. Каде се настанува онаа дупка, да не речам, да не звучи грубо, во развојот на спортистките, еве нека биде, во Македонија? Каде настанува проблемот во преодот од талент до спортист сериозен кој ќе има сериозна кариера? Имате ли такова некој впечаток? Па видете пред се, доколку видите некое талентирано девојче, да кажеме, за некој спорт, за одреден не мора да е кошарка, треба да се работи многу добро со него, а пред се да не му оставите вие како тренер, например, да кажеме, лош впечаток со што ќе се изгуби желбата на тоа девојче да продолжи да тренира. Со самото тоа, ако му давате поддршка да иде напред, девојчето ќе нормално ќе сака да успее понатака, да напредува, да постигне нешто, зашто реално за нас спортистите ние спортот го гледаме како голем дел од животот, тоа ни е нас да негде работа. И затоа такви деца не смеат да се пропуштат, талентирани посебно кај нас во Македонија, бидејќи Многу ретко доаѓаат на виделина, бидејќи многу тешко, претпоставувам и некои девојчињата избираат нормално женска избираат кошарка за спорт број 1 во нивната кариера. Значи, тука некаде ми се движи и прашањето за тебе. Има ли проблем, да речеме, во тоа што не може да се развие вистински женска кошаркарка од аспект на тренинзи? Доволно ли работите? Се работи ли доволно? Има ли некакви минимум, да речеме, стандарди кои би задоволувале европски критериуми? Не зборувам за вашиот клуб, општо зборувам за македонската кошарка. Има, да. Има доволно услови за девојчиња почетничи што имаат доволна желба, меѓутоа пред се јас би ги издвоила родителите. Значи, мислам дека родителите представуваат еден голем фактор, негативен фактор во нивниот развој како спортисти. Бидејќи мислам дека нивната работа е да бидат родители, да не бидат тренери. И мислам дека има доволно тренери кои може да ги изнесат тие девојчиња на прав пат за да достигнат некој ниво, да додат на сениорско ниво и така натаму. Кати, ја ако може да се надополнам, пошто подолго памтам и многу генерации поминале. Покрај ова не што кажа родителите, кои што живеа вистина, колку отприлike тренери, родители, толку тренери. Некојаш родителите се поамбициозни од децата. Не, тоа најчесто се родители поамбициозни од децата. Меѓутоа има и на друга работа. За разлика од пред 15 години кој имаше на вистина сениорска лига. Сега де факто нема сениорска лига. И деца уште неподготвени за надпреварување на сениорски лиги со оглед на тоа дека има многу малку како квантитет говорам за земја и неподготвени да надпреваруваат во тие сениорски лиги. И тоа им представува деца да се разочаруваат. Игра со нашиот клуб и тоа без никакво ангажирање, со пасивна одбрана губат по 60-70 разлика. И тоа се урива желбата за надпреварување затоа што се по 5-6 години по-млади и играат наместо да се игра во своето надпреварување 14-15 години. И тука е проблем. Нема да бројам општини. Меѓутоа општината може да финансира локална самоуправа, да, само прволигашки екипи. И сега тој прволигаш нема доволно сениорки, има 2-3 сениорки, со сила ги става деца да надпреваруваат прва лига, за да може од општината да добијат некоја цркавица за да може да надпреваруваат.
Меѓутоа тоа е меч со две оштици. Така. Тие деца во старт фактички ги пресекуваме и да не можат нормално да се развиваат. И она друго што ми пречи веќе со години назад и нашиот клуб е заснет со тоа, што многу деца веќе кои ќе стигнат на 15, 16, 17 години одат во Америка. До сега негде 9 до 10 талентирани девојчиња од земја од нашиот клуб Добро, има предпоставувам заменато. дека тоа има некаква опција како посериозна перспектива за развој. Повеќе е за школување отколку за развој. Пак ќе кажам дека техничко, тактички ние апсолутно не застануваме. Во Америка има само подобри услови за работа, Добро, да, тоа сигурно. тоа и школувањето. Има многу тие девојчиња се вратиле назад и не напреднале воопшто. Освен на физикалијата, други промени фактички нема. Ние бевме прв клуб кој што бевме во Соединетите американски држави, надпреварувавме во Тенеси. Одигравме 5 надпревари. Пак ќе говорам само физикалите и условите за работа. Добивме 2 надпревари. Значи технички, тактички воопшто не застануваме. Само условите за работа се. Кај дечињата, многу клубови работат, не многу, но може да кажам 90% што е комерцијални школи. Кој што има проблем. Сега јасно поимање ќе дадам повеќе во клубот, моето дете ќе игра. Дали заслужува или не заслужува. Интерес е повеќе на квантитет, да се зема повеќе средства, тоа се а жалат во квалитетот сите веќе спортови, доаѓа на друг план. И така се случува многу такви девојчиња кои што играат по приватни школи, кои ќе видат кај нас како се работи, дека се напредуваат, се освојуваат титули, сакаат да дојдат кај нас. Каков е системот во вашиот клуб, во младинските категории, на кој начин функционира? Па нема талентирани, кај нас не е отворено. Дете кај нас не плаќа членарина, особено ако го облече дресот на клубот. Штом го облече ги брани бројите на клубот, членарина нема. Што е предност во однос на другите клубови. Така. Значи кај нас пред се е интересот на квалитетот. Не ни интересира квантитетот. А само тој квалитет може да донесе напред. И од токму тие причини оваа година ги освоивме 14, 16, 18 години. И се зголемува се повеќе интерес. Исто покрај сениорките ние вложувавме на нив. Минатата година преврува девојка во Јадранска лига на систем на турнири. Така. Пред минатата исто така. Така да само со поеки и меѓународни надпревари и да губиш надпревари, само така може да се привлече интересот за повеќе работа и да видиме реална кајство. Сезоната е завршена, вие ја завршивте успешно, меѓутоа ќе дојде есен и ќе треба да почне нова сезона во првата лига. До каде е состојбата сега со првата лига? Со ова прашање косата ми се исправа нагоре. Предпоставувам. Затоа што се уште не знаеме каде ќе тренираме, каде ќе играме, како и секоја година. И тоа ми се ноќни мори буквално овие летни месеци, додека да обезбедиме термини, да знаеме кај сме, што сме. Тоа говориме од делот на условите за работа. Меѓутоа си зададовме задача со девојките и ние како управа и стручен штаб оваа година правиме ичеко и да направиме некоја победа во таа Јадранска лига. Во плани се 2 засилувања на тие најслаби точки што се во клубот, па со многу работа се надевам дека ќе се пофалиме со поголеми успеси наредната година. Не да ми се смешка нешто. Има да каже нешто на оваа тема. Како си ја замислувате следната сезона? Еве да не одиме подалеку многу, меѓутоа еве како следната сезона мислите дека треба да изгледа за вашиот клуб? Ако еве тргнеме од предпоставката дека на домашен терен нема да имате повторно кој знае каков голем предизвик. Да, вака пред сега кажам, би сакале да имаме поголем предизвик и на домашен терен. Меѓутоа, во меѓународната лига, па, како што кажаш, Љупчо, планираме многу попрофесионално да се поставиме оваа сезона, да дојдеме и до победа, бидејќи знаеме дека можеме, не очекуваат и 2 засилувања, значи поголема конкуренција, повеќе работа. Мислам дека ќе го оствариме тоа. Добар став. На домашен терен ви недостасува ли да играте со малку повеќе жестина во домашното првенство? Дефинитивно да. Значи не Не сте единствени, Вардар се соочува со истиот проблем ако вие за некаква утеха, да, бидејќи знаеме. тие на домашен терен реално немаат конкуренција. Точно. точно, али секогаш на секој натпревар нашата цел е да победиме, така што не можеме да потцениме никого дефинитивно. И во секој натпревар влагаме со 100%, значи максимално спремни и одиме кон победа секогаш. Ги држи ли долго мотивацијата? Еве вас и сите девојки што се во ваша околина што играат кошарка. Ги држи ли доволно долго мотивацијата девојките да бидат дел од македонската кошарка? Каде се губат кога треба да станат сериозни професионалци? Па, од моје искуство не ги држи многу мотивацијата. Зборам да девојките во Македонија, што се и во другите клубови освен во Бадел. Так. Ние во Бадел не држи мотивацијата, бидејќи имаме поголема цел само од македонската лига. Меѓутоа другите девојки, мислам дека со самото тоа што не работат доволно, значи не работат на одредено ниво и нема доволни услови, мислам дека
полесно е да се откажат, него ли да продолжат понатаму. И мислам дека така постапуваат повеќето девојчињата, што за жал едноставно затоа и не функционира нашата лига. Мора, за да се развива спортистот на сериозно професионално ниво и сам да работи за себе, на себе. Како се едуцирате сами? Читате, гледате, што ви е некаков систем на работа, личен, за да бидете подобри? Па, тоа точно дека треба да работиме сами на себе дефинитивно. И можам да кажам сама по себе дека моето слободно време прилично го искористувам за да одработам некоја вежба. Па се едуцираме, читаме книги, наоѓаме некои различни нови вежби, ги применуваме на самите себе да видиме дали можеме да направиме, па се трудиме што повеќе за да достигнеме нели некоја цел. Али дефинитивно индивидуалната работа сами на себе е многу битна кај еден професионален спортист. Да се вратиме малку на лигата. Првенството ќе треба да почне на есен, домашното. Се знае ли во каков систем ќе бидете? До каде се другите клубови кои треба да ви бидат конкуренти? Во каква комуникација сте со Кошаркарската федерација? Со федерацијата има добра комуникација, меѓутоа за жал оно што е известно дека 3 екипи сигурно ќе направат, другото се не исто. И не се знае до последно колку ќе стартуваат и колку ќе завршат. Затоа што меѓу време 2 клуба се откажа, сега се амбицира Вардари со женска кошарка да се занимава. Дел од тие девојчиња, тие 2 клуба ги анимираат веќе се направи тими. И ја би посакувал да мислам уште еден сериозен клуб да биде со оглед на искуство што го има Вардар, особено со работа на млади селекции. Ја верувам дека со сериозна работа ќе има возможности и подобри услови за работа. Дали е тоа доволно? До какви заклучоци доаѓате во комуникација со федерацијата? Што ќе се прави? 3 клуба се надвор од памет, не можете ништо да направите во таков систем. Видите, со промената на раководството на федерацијата се почна некои нови ветри што да дуваат. До самото тоа што генерален секретар ни е Моника Гавриловска и Стојна Мангеловска ја вративме во женската кошарка и како координатор за женска кошарка. Се малку ќе патам и репрезентативното ниво, али тоа е као мотивација и за она работа по клубовите. Оваа година за прв пат, значи јас сум долго време во женската кошарка и во федерацијата, за прв пат се пријавени 3 екипи во младински категории и сите надвор играат. До сега беше ако добиеме организација домашно првенство надпреваруваме, ако не надвор нема шанси. Сега сите 3 надпреваруваат надвор. Во текот на годината се направија 2 викенда за селективни тренинзи на потенцијалните репрезентативки. Веќе сега во петок започнуваат и 18 години помлади со подготовките за првенството во Сарајево. 14 години се одигра турнир на крај пак под капата на федерацијата. Стојна буквално присутна на сите терени из Македонија. Се тоа во ред, репрезентативното ниво може да ќе го подобриме на одреден начин. Како ќе функционирате во лига? Мене ме загрижува само првата лига. Веќе има поголем интерес во младинските, затоа што 8 екипи имаше. Да, но првата лига е клучна за вас. Вие што ќе правите? Проблем се парите. Пак ќе говорам. Секако. Да, пак ќе кажам парите. Меѓутоа има најава дека стуга повеќе, али пак најава, меѓутоа ако се обереме колку сениорки има во државата, дали може значи само сениорки да играат 2,5 клуба во цела држава? Добро, има ли интерес за странски кошаркарки? Доаѓаат ли, би можеле ли некој некогаш да донесе и да ама зборувам сега да се донесат кошаркарки на пристојно ниво? Не тоа. Делче лани донесе, имаше една од Бугарија, една од Србија. Ние имавме Бранка Луковиќ, од браќата Луковиќ, сестрата. И она си го даде свој принос. Имаше фактички најдобар учинок, коефициент на учинок во цела Јадранска лига. А за домашно првенство не ни требаше заврши на пријавите со Јадранска лига, отиде во Шпанија во втора лига и сега има понос за прва лига. Значи ако се дадат добри услови, зашто нема интерес и странски и квалитетни играчи да доаѓаат? Меѓутоа многу малку услови. Ние немаме за домашните играчи, а камоли за клубови за домашните играчи. Да, камоли за странски. Имаше една дебата отворена околу кошарката воопшто во Македонија, излегува некои бројки сега дали се тие треба да се земат здраво за готово околу тоа колку професионални кошаркари има во Македонија во машка конкуренција. Зборувам и тоа беше една спорна бројка, некој се согласува, некој не се согласува. Точно. Еве и да не е буквално точна таа бројка, сигурно не е ни многу драстично поголема, еве да речеме. Колку има кошаркарки во Македонија? Ви кажа 2,5 клуба, значи сениорки класични дали има 30, може би повеќе знае. Прашање 30 сениорки дали има во државата. Многу брзо се откажуваат. Добро се откажуваат затоа што го зборувавме тоа. Има многу е тешко да се напредува
и предпоставувам дека ради тоа се Полесно е намалува сакаш, да. драматично бројот. Немаат услуги од клубот, немаат никаков надомест, а трошок е да се дојде со самото да се дојде на тренинг, да се испера девојките, некој појачен режим на искрана, тоа се пак финански средства. Малку се работи, ниеден клуб повеќе од 3 тренинга фактички нема неделно. Друго, има еден дел од девојките кои што сакаат као играм кошарка, ама не играм, да тренирам колку можам, да играм над превари. Што не води тоа до резултат. А за жал има многу такви девојки. Талентирани кои што можат, меѓутоа не се склони на работа, на самоодрекување. Сака и во град да се излезе, сака и други активности, а кошарката 2-3 пати надпревар во неделата и супер, играм кошарка. Али без самоодрекување нема напредување. Тренирате во принцип еднаш во текот на денот. Меѓутоа не е тајна дека треба 2 пати да се тренира, затоа што сите тренираат 2 пати во текот на денот. Колку посакувате да имате уште попрофесионални услови за работа и за напредок? Многу. Уште колку ви фали? Највеќе од се посакуваме да го достигнеме тоа ниво. Меѓутоа, реков, максимумот е тука, што Љупчо пред се дава се од себе, ние даваме се од себе. Имаме еден тренинг на ден, професионално со клубот, меѓутоа мислам дека секој девојче посебно си прави уште еден тренинг дома, теретана, било како, мислам дека неизмерно не може да не направиш уште еден тренинг а да играш ниво женска кошарка на ниво на меѓународната лига, така што дај Боже понатаму ако имаме подобри услови. Вие сите со оглед на тоа што малку е неизвестно дека ќе кариерата може да се развива на многу сериозно професионално ниво, сте се посветени на образованието. Мора ли тоа така да биде? Па дефинитивно мора, значи не можеме да се ослониме само на спортот. Никогаш не знаеш што ќе те снајде во животот, затоа образованието ни е на прво место дефинитивно. Уште предпоставувам дека вие многу повеќе од сите посакувате да им овозможите на девојките многу повеќе да можат да работат, да имаат и 2 тренинга, да имаат и многу подобри услови. Колку ви недостасува за тоа? Многу. Особено овие две што се тука, а да ги затвориш во сала, цел ден во сала ви седат. Постојано викаат, ајде Чичко Љупче и оваа година како ќе биде. Правиме напори, мислам во фаза на преговори сме со општина Киселова да може да влеземе во партнерски однос. Аха, така. Затоа што за разлика од другите општини Затоа имаат што ви треба изградени и- критериуми на игри и така натаму и веќе може да се создадат претпоставувам подобри услови. Да имате сала, да можете тоа да ја... Седиште, да имаме Така. каде тренира, зашто ние тренираме во една сала и играме на превари во друга сала. Мислам тоа знаете што значи во спортот, таму каде што тренираш да не можеш да одиграш надпревар. Значи ние као управа настојуваме максимално. Меѓутоа повторно ќе кажем ограничени сме. Има доста спортски објекти се направија, меѓутоа мислам дека нивното користење намена дека не е ставено во крај во функција. За жал. Или не е најпрецизирано како треба да биде. Да, некои правила на игра треба да има. Она што се прволигачи кои што надпреваруваат меѓународни надпревари, кои што не се комерцијални школи, Секако мора треба приоритет да некаква имаат. повластена позиција Така е, токму да така. да бидат сега. Да. Нели е Токму тоа така. логично? И она што околу образованието, ние исклучено водиме сметка. Девојче ако има лоши оценки не може да тренира до моментот дека не ги поправи. Затоа што има време и место да се. Меѓутоа женскиот спорт, не да Боже една повреда. Знаеме какви се финансиски услови, не може да се живее од тоа. Ки игра додека сакаат да играат, додека има Додека има волја. Образованието, дипломата во джеп, изолте. Они најубаво знаат. Постојано тоа им го говорам на сите. Точно. Претпоставувам дека за вас сериозен мотив е и репрезентацијата. Да. Каде е македонската репрезентација во светот на кошарката? На дното сме, морам да признам. Претходниве 2 години не надпреваруваме во ништо, значи не се појавивме на терен, не се собравме како девојчиња да се видиме, да истренираме. Тоа е од една причина не бевме пријавени за тој квалификацијски циклус за европско првенство кое следи 2017 и 2019. Меѓутоа со новото раководство на федерацијата се собравме на ручек, ни кажаа дека ќе биде поамбициозно и за нас и за нив, дека ќе не соберат, дека ќе пријават екипа. Очекуваме да биде така, па даваме секој се од себе. Кога станува збор за Македонија, нема штедење. До каде ќе може да одите, да речеме, еве и да сте во систем на надпреварување со репрезентацијата. Имаме ли сега реално, јас знам, желба да имате вие да се надпреварувате, тоа е нормално, меѓутоа што можеме да понудиме на меѓународен план во репрезентативната женска кошарка?
Па, дефинитивно можам да кажам дека имаме добар тим, барем годинава, со тоа што има доста кошаркарки што играат веќе за клубови надвор од Македонија. И доколку би се собрале тие кошаркарки со овие тука што ние што сме прва лига, мислам дека имаме дефинитивно добар тим за да направиме нешто, но за жал не пријавија за тие квалификации и ќе одмориме. Уште една година ќе Затоа, одмарате. да, Добро, година. меѓутоа нешто мора да се прави. Некако мора да се организира тоа за да почне да функционира женската репрезентација. Не може да чекаат девојките сега уште една година па да имаат собир. Како отприлика би можело тоа да изгледа сега за да бидат да се држат во некаков ритам девојките? Проблем е што се многу надвор од тука, кои што се од други системи преводени. Дел има во Америка што се уште на студирање. Имаме во Босна Анџелика од кај нас отиде Митра Шинович, таму имаме во Грција, имаме не знам и Романија, Шпанија. Антич во Романија играше, па во Шпанија. И многу е тешко да се соберат тие на неколку пати за да поработат едни со други. Дори имаше намери сега. Затоа што тие девојки се во посериозен тренажен процес. Да. Тоа девојките што се од тука од еве вие конкретно ви треба малку сепак повеќе за да се адаптирате на репрезентативен начин на работа. Не може да се соберете после 3 години и еве сега одеднаш ќе играме квалификации. Да, точно. Па можам да кажам дека не ќе да ги навредам другите екипи, меѓутоа поголемиот број од репрезентативките сме од Бадел. Оставено е на клубовите да се работи напорно преку целата сезона за кога ќе дојде времето да се одигра нешто за репрезентацијата, да бидеме ние спремни на врвно ниво. Така што мислам дека и тие од надвор работат професионално, строго, професионално ангажирано и ние тука кога работиме, кога ќе се собереме за тие тренинзи што треба да ги изработиме за репрезентацијата, така само би постигнале некој резултат, бидејќи како што кажеш кој Љупчо, во текот на сезоната да се собереме не можеме. Да. Јас многу ви благодарам што одвоивте време да бидете гости на телевизија Нова. Се надевам ќе се видиме во следна прилика кога ќе имате и од резултатски аспект нешто многу повеќе да ни соопштите. Почитувани, овој дел од емисијата овде го завршуваме. Ве потсетувам, зборувавме за македонската женска кошарка со представници на нашиот најдобар клуб во моментов, актуелен освојувач на сите трофеи, екипата на Бадел. За сите обични суперхерои, нов вкус на Цевитана. Разговараме со капитенот на националната ракометна репрезентација Кирил Лазаров за престојното светско ракометно првенство, за нашите противници, за баражот со Чешка, што покажа оној двомеч со чесите, поразот и големата победа, за неговата кариера, за кампот кој го организира, за иднината на македонскиот ракомет. Кирил Лазаров ексклузивно за телевизија Нова. Лазаров, македонската национална репрезентација ги доби противниците за светското првенство. Се наоѓаме во една исклучително тешка група. Практично мини светско првенство се случува во нашата група за мундијалот во Франција. Кои се твоите први впечатоци со оглед на фактот дека во групата се репрезентации како Шпанија, Словенија, Исланд и нашиот должник Тунис? Да, видите, неблагодарно е сега и многу рано да се прогнозира. Треба да видиме ние во каква ситуација ќе бидеме за 6 месеци. Се најавува некое подмладување на нашата ракометна репрезентација. Меѓутоа, најважно за нас е тоа што успеавме после еден лош период да го израдуваме македонскиот народ и да бидеме учесници на тоа светско првенство, што е многу важна работа за одржување на тој
континуитет. Јас во животот секогаш сум оптимист и така и гледам за следното светско првенство, така се поставувам. Видите, светско првенство е светско првенство и ние не можеме да бараме група каде што би ни дала некоја сигурност дека ете ќе имаме добри надпревари и победи по таа група. Ако се вратиме година и пол уназад, ќе видиме дека имавме една поволна група на светското првенство во Катар, каде што издвојувавме 4 победи и само еден пораз по крупната фаза. Меѓутоа, кога дојде најважниот надпревар, тоа е осми на финалето проти Словенија, ние као подобри пласирани втори, а тие као трети, ние не го поминавме. Така да групата као група е таква каква што е. Ние едноставно треба да се припремиме за целиот турнир, да си ги поставиме нашите амбиции на тоа светско првенство, значи што очекуваме, како очекуваме и да веруваме во тоа што ќе го поставиме. Репрезентациите се од нашата група што ги добив противници се такви какви што се. Еве да почнеме со Шпанија, исклучително силна селекција и таа е. Мислам дека да не се залажуваме е фаворит број 1 во нашата група. Другите 5 селекции, помалци или повеќе, со исклучок на Ангола, која што можеме да зборуваме, меѓутоа јас искрено немам никакви информации, нити сме имале средба со нив. Другите 4 репрезентации се малтене од европскиот, од светскиот врв, меѓутоа тоа се репрезентации со кои што може да се игра. И треба да си поставиме еден да го дигнеме нашиот морал за тоа што, ете, ако може така се каже, тие ни се стари должници. Еве да почнеме од Тунис, кој е најпресен од пред неколку месеци, кој ни остана должник од оние олимписки квалификации, Словенија која што не елиминира во осмина финалето на светското првенство во Катар, и Исланд кој што долги години, значи имаме и позитивни моменти, меѓутоа имаме доста и негативни. Едноставно да ги земеме тие репрезентации како ете така едни стари должници и да пробаме да се измотивираме и да им го вратиме тој стар долг. Најважно е што може да се игра со тие репрезентации, не можеш пред време да кажеш дека ќе го победиш ово или оно и тоа не е добро, да се гледат така работите, меѓутоа може би подобро е така да кажеме можам слободно да кажеме на тешка група, значи каде што нема да правиме како македонци да калкулираме, овие ќе ги добиеме, а овие ќе изгубиме, не напротив, да засукаме ракави и да работиме, да истемпираме нашата форма, да направиме добра игра, да се надградиме и да максимално спремни се спротивставиме на сите противници во нашата група. Настап на Мундијал е императив сам по себе. Македонија веќе има искуство, поготово оваа генерација. Иако не е истата генерација, кој е квалитетот на овој тим што ќе игра на Мундијалот во Франција во однос на претходните големи надпреварувања, сеедно дали станува збор за европски или светски првенства, бидејќи играме континуирано на овие големи собери ракометни? Видите, како што кажав, има некоја најава за подмладување и реновирање на самата наша репрезентација. Ние не можеме да претпоставиме тоа, некој што го знае, тоа е единствениот нашиот селектор. Лино Червар, мене ме радува тоа дека во тие помлади категории, сега нашите младинци за краток период ќе учествуваат на едно европско првенство, каде што нема тоа учествувано долго време. Значи таа нова генерација која се појавува и одговор на твоето прашање ќе добиеме откако ќе видиме како тие ќе се однесуваат таму и што тие ќе направат на тоа европско младинско првенство. Мислам што се одржува во Данска за неполни месец и нешто. Значи ние не можеме сега, немаме права слика како ќе изгледаме, какво ќе биде тоа подмладување со кои играчи, едноставно да видиме она што го кажав, да видиме како таа македонска иднина, млади играчи кои што е неоспорен тој индивидуален квалитет и напредок кој што ги имаат во последните 2 години, ќе се однесуваат на едно големо надпреварување. Добро е што имаме време да тоа се среди, да се тренира. Нашиот селектор најавува некој нов модел на функционирање, нешто слично као германскиот во последните 3-4 години, како што функционира германската национална селекција и на сите тие работи можам слободно да кажам дека гледам позитивно, меѓутоа немаме никакви
бетувања дека ќе бидеме добри или лоши. Значи, време имаме, што е најважно, треба да се работи и јас се надевам дека еве ќе направиме еден респектабилен тим, подмладен, со многу амбициозност, со многу желба и страст за играње за Македонија, за својата репрезентација. Има ли оваа селекција актуелна сега искомбинирана со и нов селектор и неколку нови играчи, големи мотиви за резултатски план на Мундијалот во Франција, поготово ако се земе в предвид дека неколку играчи од оние стандардните Миркуловски, Мојсовски веќе ќе ги немаме во составот. Ке се почувствува ли таа празнина многу или очекувате дека тимот ќе покаже компактност како на реваншот со Чешка? Видите, неоспорно е дека со самото неприсуство на играчите од типот на Миркуловски и Мојсовски, значи ние ќе ја почувствуваме таа празнина, меѓутоа во спортот е така, значи не само кај нас доаѓа таа смена на генерации и тоа треба да се преграми. Значи свежа крв ќе има. Ние што сме поискусни, што ќе останеме, ќе пробаме уште од првиот ден да и наметнеме победнички дух, значи да им го подигнеме моралот, да тие научат уште од нивни млади години, уште на најдобрите години 19-20, да едноставно бидат приморани така да размислуваат победнички и тоа е нашата задача. Значи ние тоа ќе го направиме за нив, а тие ќе ни вратат со тоа што ете така и треба да бидат благодарни што ни имаат нас и ние заеднички да пробаме да направиме ете како да кажеме еден сплет на искуство и на младост и да постигнуваме на добри резултати. Двомеч со Чешка, практично што беше дебитантски настапи на новиот селектор, покажавме две страни. Во Чешка одигравме не така добро или недоволно добро, за разлика од Скопје, каде што покажавме карактер, желба за победа, покажавме тимски дух и покажавме дека и со помош на публиката можеме да го направиме она што некој по првиот меч во Чешка го сметаа за неостварливо. Дали тие падови, осцилации кои ги имаме во националниот тим можеме да ги избегнеме на едни такви клучни надпревари, поготово кога станува збор за турнирски систем на големите надпреварувања, каде што знаеме да имаме навистина сериозни осцилации во тој дел од играта? Видете, овој двомеч со Чешка беше многу специфичен од различни аспекти. Мислам дека направивме еден добар резултат, без разлика што имавме една негатива од 6 голови разлика. Ракометните работници, тоа спортските работници велат толку си добар колку што противникот ти дозволи. Репрезентацијата на Чешка нас на надпреварот во Чешка не ни дозволи да бидеме добри, иако е неоспорен нашиот квалитет. Што сакам да кажам дека поминавме, победивме една амбициозна селекција, добро селектирана, подмладена, која што многу трча, која што игра модерен ракомет, можеби немаше во своите редови некои препознатливи имиња, од типот на Јиха, од типот на Хорак, меѓутоа по мене лично тоа беше нивна и предност. Мислам дека да беа тие две имиња ќе поминевме многу полесно. И со тоа се гордеам, за тоа што успеевме да достигнеме таа голема негатива од 6 голови разлика, значи дадовме еден па и слободно да кажам, сепак ние имаме континуитет и тоа е само еден бараж надпревар, меѓутоа многу важен за Македонија, за пласман на Мундијалот. Дадовме еден историски меч каде што успеавме да анулираме на предност со 6 гола разлика. Малце ми е криво затоа што игравме толку добро, што не успеавме, тоест не знаевме да ја прегазиме. Значи на крај испадна дека се пласиравме за малце, па отворивме полемика дека некој ни помогнал, дека некој сакал Македонија, меѓутоа тоа не е вистината. Вистината е што ние едноставно не го искористивме, имавме 3-4 моменти каде што можевме да демолираме Чешка со 13 до 14 голови разлика, одигравме еден перфектен надпревар и тоа ме радува што покажавме карактер и најважно од све е што ете после ова најавување за подмладување на нашата репрезентација успеавме заедно со Миркуловски и Мојсовски начело да ги испратиме и како победници од национално. Како победници да ги испратиме, меѓутоа и да
еве уште од нивните млади години нашите таленти као Кузмановски, као Талевски, еве сега голманчето Томовски и сите други да не ги набројам, едноставно да уште во тие години го почувствуваат она што ние као генерација не го почувствуваме. Ние многу време помина после генерацијата на Пепи Манасков, кој што не ни го остави тој пат. Ние моравме на ново да играме квалификации. Тука изгубивме 6 до 7 години, што е голем хендикеп за нашата генерација. Ние од 2002 до 2009 едноставно се мачевме да стигнеме до големо напредување, посетувавме квалитет, игравме во добри екипи. Еве сега ние успеавме да оставиме на помладите. Заедно со нас сега ќе бидеме и ние учесници нормално, меѓутоа да тие во тие млади години стекнуваат искуство да играат гради во гради со најдобрите репрезентации, со најдобрите играчи во светот и тоа е голем плюс за нив во нивните кариери. Играш во Барселона, во друштво си со најголемите звезди, ти си една од најголемите ракометни звезди во моментот во Европа. Каков е контактот со останатите играчи кога говорите, да речеме, за Македонија како национален тим? Што сметаат еве твоите први соиграчи и соработници во Барселона? Како ја гледаат Македонија како национална репрезентација? Постои огромна разлика. Ако ова прашање ми го поставевте во периодот од 2002 до 2010 година, каде што мака мачевме да избориме пласман, и периодот од 2009 до сега, до 2016, каде што сме скоро секоја година учесници на големи натпреварувања, мислам дека успеавме, тоа не е воопшто лесно, да го подигнеме нашиот рейтинг на македонскиот ракомет, на македонскиот национален ракомет. И ако малку изанализирате, значи покрај победите кои што се многу сладки и убави и во поразите, во последните 6 до 7 години ние ретко имаме пораз убедлив, значи убедлив да бидеме демолирани, што не беше за пример во минатото, каде што скоро на секој надпревар со подобрите селекциите од европскиот и светскиот врв, едноставно влегувавме во надпревар однапред предадени и бевме демолирани со од 10 до 15 голови разлика. Сега тоа не се случува. Ние на Европското првенство во Полска немавме ни една победа, имавме само 2 нерешени надпревари, меѓутоа ни една репрезентација не успее да не надигра. Бевме во играл со Франција, бевме во играл со домаќинот Полска, бевме со Норвешка кој што играше полуфинале. Игравме добар надпревар со Србија. И тука е тој виден наш напредок, каде што никош не се предаваме и влегуваме равноправно, без разлика дали се работи за Франција, за Шпанија, за Хрватска, едноставно влегуваме со мисли пред напреварот да победиме. Значи, евидентно е дека нашиот рейтинг го подигнавме и одговор на вашето прашање е дека било која европска репрезентација, дури и од самиот врв, која има големи амбиции за медали, сме во овие моменти, сме во последните 6 до 7 години почитувани као национална селекција, европска национална селекција. Нов селектор, нов систем на работа, нова филозофија, Червар е навистина еден интересен, специфичен тип на тренер, надворе од она стандардна шема вообичаена. Знае да биде огромен мотиватор, знае да подигне атмосферата, знае да биде самокритичен, но и да критикува. Што како капитен ти почувствува во овие 2 меча со Чешка од поразот до победата во однос на соработката со Лино Червар? Видете, специфично кај Лино е тоа што ние се знаеме долги години, имаме работено во Загреб во 2 наврати во мојата интернационална кариера. Се почитуваме доста еден со друг. Не почитува тој како играч, го почитувам јас како тренер за се она што има направено и се уште што прави. Јас можам да одговорно тврдам дека да ни се случеше оној пораз со 6 голови разлика со било кој тренер, со најдобриот тренер во светот моментално, каде што би можеле да го избереме да ни биде тренер, мислам дека многу тешко како македонци, како менталитет би се вратиле од оној дебакал од Злин, од Чешка. Едноставно човекот е роден по мене да води национална селекција, да биде селектор. Тој е добар мотиватор, добар психолог, значи воопшто не се створи нервоза после загубениот надпревар, иако
се створи една таква атмосфера во јавноста кај луѓето кои што беа, слободно можам да кажам, и разочарани. Не од нашиот однос. Јас ви кажав дека ти си толку добар колку што противникот ти ви дозволи, нас Чешка не ни дозволи да бидеме добри, затоа што беа добро спремни. Меѓутоа, Лино успеа да се справи со сите тие работи, едноставно добро да не припреми за реваншот со Чешка и мислам дека под еден таков психолошки притисок ние го извадивме максимумот во тој момент. Мислам на работа на Лино Червар како селектор. Оно што го имавте претходно и со Па јас веќе уште еднаш ќе повторам дека Лино е мајстор да она работата. Значи, кога е тренер во клуб, тој е 365 дена. А кога е тренер во репрезентација, едноставно треба да ја подигне екипата, затоа што пред него има само 15 до 20 дена, што припреми, што надпреварување. Тој е мајстор за да го извади максимумот од таа селекција во тие 15 до 20 дена. Кој што кажат, добар мотиватор, добар психолог, па слободно можам да кажам дека добро тактички ги проучува и противниците и тука е нашата предност каде што тој има освојувано неговите неголеми успеси се поточно со националните селекции. Значи, нема клубски успеси, можеби нема големи, меѓутоа со национална селекција со Хрватска бил светски првак, олимписки шампион. Значи во еден период од 7 до 8 години тој бил константно на тронот. Дали се работи за првак или освојување на сребрена медаља, на бронзена медаља, значи се појавува константност кај него во тој период, дори ја водеше селекцијата на Хрватска. И тоа искуство сигурно дека ќе му послужи. Она што го гледам јас, го гледам дека е многу амбициозен, дека верува во проектот во кој што се нафатил да го работи, а чим тој верува, значи ние сме приморани да веруваме сите заедно и да пробаме да направиме еден добар резултат за Македонија. Првата мисија со Лино Червар е остварена, настап на Мундијалот во Франција, меѓутоа тој многу често, откако беше наименуван, рече сакам да одиме во Франција, но сакам да одиме на Европското првенство во Хрватска. Плановите на Червар се очигледно долгорочни за успех на Македонија. Сметате ли дека тој континуитет со Лино Червар ќе можеме да го задржиме и со оваа актуелна репрезентација, заедно со смената на генерацијата, која е неминовна, едноставно тоа го прават сите? Па, исто покрај овој пласман на светското првенство во Франција, од голема важност ќе биде и пласманот на Европското првенство во Хрватска. Како за тие млади играчи, за тоа подмладување, така и за од типот тоа што ќе се игра во Хрватска. Значи, ние имаме такво искуство играјќи светско првенство во Хрватска 2009, потоа Европското во Србија. Значи, ќе имаме ветер во грб, нашите навивачи нема да не заборават, ќе бидат блиску до нас. Ќе го имаме тој осми играч, што би се рекло, и сум сигурен сум, иако групата што имаме не е воопшто наивна, тука е Украина која што е, ако ја подцениш, незгодна репрезентација, ќе имаме Чешка која што е последните 3 до 4 наврати стално е елиминираме, значи ќе биде желна за реванс, веќе почнаа со оние нивни игри од типот дека тие биле преварени во Скопје, дека тоа меѓутоа мислам дека тоа е една стратегија за они полека почнуваат да се припремат за она што не очекува во октомври и во ноември. Нема воопшто да биде лесно. Тука е Исланд, со кој што може да се игра. По мое мислење, ние, ако имаме високи амбиции, со Лино Червар тоа е неизбежно, па чак треба да се потрудиме и да атакуваме и на првото место во оваа група, затоа што, доколку завршиме први, ние ќе имаме уште повисок рейтинг во ждрепката за Европското првенство. Значи би стартувале од прв шешир, евентуално втор шешир, каде што би биле привилегирани во самата ждрепка, доколку ние имаме амбиции да направиме некој добар резултат на Европското првенство во Хрватска. Споредбено Мундијал и Европско првенство. Ние на овој Мундијал во Франција добивме практично европска група, која е многу силна. Многу е потешко да се игра на европските шампионати.
Кој е максимумот на нашата репрезентација на Мундијалот во Франција, додека сме на тема репрезентација и настапите на големите надпреварувања? Секако рано не можеме да предвидиме затоа што не знаеме како ќе изгледаме. Значи, тоа што се најавува ќе дојде, значи, до промена на генерација и ќе дојдат нови играчи, свежа крв. Го знаеме начинот на функционирање на тие светски првенства. Значи, може да се деси да ние скоро не добиеме ништо во групата, да се пласираме во осми на финале. Ако го добиеме тој осми на финале меч, може да се направи многу после тоа и обратно, да добие све до група и да го изгубиш тој осми на финале меч. Концептот на играње, тој системот на преварување на светските првенства ни е познат и меѓутоа нашата предност е тоа што Лино тоа веќе го знае и мислам дека тоа добро ќе го истемпира и ќе стигнеме живи и здрави на тоа светско првенство во добра форма, добро спремни, добро истемпирани и се надевам дека најважните надпревари кои ќе биде потребно да се добие за да се помине некоја фаза, ние ќе бидеме на највисоко ниво и да не ни се случува она што ни се случува во минатото. Кирил Лазаров е ракометар со извонредна кариера, човек вистински спортски джентлмен, личност комплетна. Колку е тешко да се изгради еден ваков тип на играч како што сте вие и да остане стабилно на земјата, бидејќи во вашата кариера практично нема дамка ниту како играч, ниту како човек и на приватен план и во односот со навивачите. Како се гледа Кирил Лазаров од почетокот на кариерата до овој актуелен момент, до Барселона, преку сите тие меѓународни настапи на клубски план? Видете, јас почитувам луѓе, почитувам спортисти, секој нормално во својата работа, во својата бранша, кои што се константни. Луѓе кои што во своите кариери, без разлика кој каква кариера има, почитувам луѓе кои што немаат многу успони и падови. И можам слободно и се гордеам сам со себе, можам слободно да кажам дека мојата кариера, доколку се изанализира, или сезоните поминати што имат изминато кои се позади мене, значи сум имал подобри или полоши сезони, меѓутоа сум бил константен и тоа ме радува. Без разлика на сезоната дали била успешна или неуспешна, индивидуално повеќе помалку секогаш била успешна, меѓутоа на тимски план имало и успешни и неуспешни сезони. Дали се работи за успех или неуспех, значи мојата амбициозност никогаш не била доведена во прашање. Секогаш не ми недостасувало мотивација за да почнам на нова сезона, она од август да почнеш мотивирано и да си поставиш цели кои што во текот на годината стремиш да ги исполниш. И тоа треба да биде пример и за сите помлади спортисти, значи никогаш да не те задоволуваат работи и успеси, па макар биле и огромни тие успеси. Значи тоа ги одликува врвните спортисти, големите спортисти. Например, ја би ги издвоил спортисти од типот на Ноле Джокович, спортисти од типот на Леонел Меси, сега моментално да се навратиме, Мајкл Джордан. Значи никогаш не биле задоволни од она што го прикажувале. Истиот сум и јас таков. Многу ми е чудно кога ќе седнам на кревет и кој ќе пуштам и кога се гледам самиот себе, колку год да бил добар надпреварот, мене не ми се допаѓало, што во тој момент чувството ти е скоро никакво. Меѓутоа, од друга страна, тоа ти дава сила да одиш напред. Значи, покрај милионте супер работи, увидуваш некои грешки кои си ги направил и едноставно се нервира сам со себе како е тоа можно. Друго е кога си на терен, друго е кога се гледаш од страна. И тука е таа работа која што ги одвојува големите од малите. Мене ме нервира искрено нашиот менталитет, каде што па и нашата ценета публика, нашата ценета фаланга, целиот македонски народ, па дури и јавноста кои што ете од една мала победа, макар и таа да е важна, се ствара еуфорија и се прави како тоа да е кузне какво чудо. Меѓутоа, тоа покажува дека тие сакаат Македонија, дека Македонија желна за успеси, меѓутоа не ми се допаѓа менталитетот. Значи, менталитетот треба да бидеме амбициозни, со
со високи амбиции секогаш, да стартуваме, да сакаме да направиме секогаш повеќе, да не се задоволуваме сами од себе и мислам дека Лино го има проценето нашиот менталитет. Тука ја гледам нашата предност каде што да. Многу е важно да имате селектор или тренер кој го познава менталитетот. Значи ние можеме да го донесеме и најдобриот тренер на свет, ако тој тренер не го познава нашиот менталитет, не ги познава играчите, поготово зборам за национална селекција. Значи не можеме само од себе, од еден добар и квалитетен тренинг, ние да постанеме и добра репрезентација. Значи мораш да ги познаваш индивидуално играчите, да знаеш кој во кој момент што му фали, како треба да го дигнеш, па некојаш и да го спуштиш ако гледаш дека превиш има отидено, дека е презадоволен од она што го прикажува и тоа е тоа менаџерирање во спортот кој што покрај ракометните ракометните тајни треба да знаеш да менаџерираш и со луѓето. Значи не е добро само во спортскиот дел да бидеш добар, значи треба да бидеш комплетен и мене тоа ми е јасно. Јас се надевам дека ќе пробаме барем за малце така да го промениме тоа кај нас и да со само мислам дека веќе го променивме. Значи се почувствува со Чешка дека едноставно тргнавме да ги згазиме, немавме падови во играта. Да, дури кога имавме падови во играта едноставно не се случи кај нас некој психолошки пад, напротив, останавме да игравме квалитетно, концентрирано, фокусирано. Ако тоа успееме да го промениме, мислам дека сме на добар пат да направиме нешто квалитетно за нашиот спорт воопшто. Кога би можел да издвоиш две работи во твојата кариера, добра и лоша, на што прво ќе се сетиш? Добра и лоша. Долга е мојата кариера, добра и лоша. А видете, има многу работи, знаете. Гледајќи колективно би ја издвоил титулата со Барселона. Ова е од Лигата на шампиони, долго очекуваната титула која што ја чекав скоро деценија и пол и не се откажав. Значи, она што ви го кажав, значи секоја нова сезона ја стартував со високи амбиции и со мисла дека таа е таа сезона, меѓутоа тоа се 10 до 15 години кога што ја стартував, меѓутоа не се откажав. Не се откажав и дојдов до Барселона. И првата година во Барселона ние ја застанавме до полуфиналето и пак не се откажав. Значи верував во тоа и на крај дојде успехот. А од индивидуалните награди мислам дека тоа секој треба да биде поврзано со нашата национална селекција каде што успеав на два пати на светското првенство во Хрватска и во Србија да влезам во историјата на светскиот ракомет со помош на моите колеги, нормално, со целиот тим на нашата репрезентација да влезеш као најдобар стрелец во историјата на светските и европските првенства, што воопшто не е лесно и тоа со една селекција како што е Македонија, значи не е тоа селекција од типот на Франција, Шпанија, Данска, каде што е многу полесно да играш обкружен со 16 екстра квалитетни играчи што играат во големи клубови. И ете тука можам слободно сум горд како на себе, така на мојата фамилија и на моите соиграчи кои што успеавме заедно. Тоа е мој индивидуален, меѓутоа тоа е заеднички успех на цела Македонија, затоа што кој ќе се споменат овие податоци под името Лазаров Кирил као најдобар светски и европски стрелец на тие првенства во историјата на светскиот ракомет стои и Македонија. Значи МК да стои, не стои само Кирил Лазаров. Ете, тие се тие добри работи. Солзите по Гданск, дали е тоа моментот кој му недостасува на Кирил Лазаров, па и на оваа генерација олимпискиот сон кој не ни се оствари, солзите на сите играчи кои навистина многу не погодија сите тој резултат во Гданск, отпатувавме со мисла за жал дека ние сме веќе во Рио и можеби тој момент е дел од оној дел што се вели помалку добриот дел од кариерата на Кирил Лазаров. Па да, меѓутоа јас ви кажав дека јас 15 години чекав Лига шампиони, така да ќе почекам и Олимпијада. дали како играч и како тренер ќе ја дочекам. Сега треба да се биде стрплив и амбициозен. Значи, стартуваме припреми од националната селекција за светско првенство, меѓутоа Господ само знае кога ќе биде она што го посакуваме. Значи, ако чека 15 години титула Лига шампиони, да бидеме стрпливи и да видиме времето што ќе донесе. Во животот треба да се биде амбициозен и да се верува. Значи, се случило тоа и готово, нема назад. Што ако тагуваме сега?
Значи не завршува тука животот. Се чека нов ден, ако си амбициозен, ако си чесен, ако си вреден, храбар да се справиш со предизвикот, ја мислам дека нема нешто што е недостижно. Нема да ветуваме ништо и најлесно е да се вети, знаеш, тоа сам на себе си наметнуваш притисок што не е воопшто лесно да се справиш. Но меѓутоа Македонија има традиција за спорт, поготово за ракомет, има иднина. Мислам дека доколку се работи, па и во иднина, па не мора да се биде као играч и као спортски работник, мислам дека можеме на Македонија да и носиме уште многу спортски и ракометни радости. Кога сме на прашањето иднина на Македонија, втор камп кој го организираш од минатата година до оваа година, што ти остава впечаток во однос на организацијска смисла, во однос на присуство на овие млади надежи за кого си ти вистинска спортска икона? Македонија има таленти, треба да се откријат и треба да се работи на тоа. Видете, јас и мојот тим направивме еден проект каде што сме многу задоволни, веќе втора година. Можам слободно да кажам дека ова година го организиравме на уште повисоко навио, во 2 смени, со уште подобар квалитет, со уште подобар и посигурен начин на функционирање, значи напредувавме, ги увидовме грешките кои секогаш ги има, треба да ги детектираш, ние ги детектиравме и ова година сме уште подобри, до година ќе бидеме уште подобри. Таленти постојат. Јас кога разговарам со дечињата тука од кампот, секогаш им велам, имате среќа што некој би го организирала, би го прави за вас во наше време. Значи немавме воопшто можност да присуствуваме на вака добро организирани евенти од типот на овој камп, каде што едноставно ти имаат на располагање све. Значи не само самата организација, не само моето присуство, значи ние успеваме заедно со мојот тим да доведеме стручен кадар кој што во текот на тие 7 дена работи многу стручно, многу амбициозно и сигурен сум дека тие после одењето од овој камп, значи и се стануваат и подобри луѓе и подобри ракометари. Значи организацијата е перфектна, имаме многу квалитетен стручен кадар кој што во текот на тие 7 дена работи, едноставно сме комплетирани и екипирани и сум сигурен дека на таа нивна годишна возраст во овој период можеби не се свесни во моментот, но ќе бидат свесни кога ќе постанат добри играчи и ќе се присетат на овој камп и ќе речат да, ние постанавме, меѓутоа од мали нозе трениравме, не едуцираа како што треба, работевме стручно, учевме од поискусните играчи. Значи ние имаме и гости овде кои што доаѓаат, мои колеги репрезентативци, секој има своја улога и покажува на тие деца и по некое време ќе станат свесни дека овој камп, можеби не во моментот, дека овој камп има огромно значење за напредокот во нивната кариера. Колку вас лично, еве за крај, ви исполнува фактот дека вие практично сеете иднина на македонскиот ракомет. Не е само камп како камп. Едноставно, ова што вие го правите и што би рекол Ино Червар, ние базата создаваме, натаму е носта напите. Колку тебе лично како спортист, Па мене родител? воопшто не ми е тешко, еве ова година останавме и 14 дена. Ние како професионалци немаме многу ни слободно време. Еве се одлучиме да го потрошиме тука. Значи опкружен сум, лично за мене зборам со квалитетни луѓе околу мене кои што дали би го пиел јас кафе во Скопје или во Свети Никола, пак би го пиел со тие мои пријатели, мои колеги кои што си цело време со нив во мојата спортска кариера. Едноставно сме собрани на исто место, се дружиме, добро сме организирани, имаме време и за одмор, имаме и за дружба, тренираме, значи од животна важност што успеваме да собереме еве во ова смена и повеќе од 250 деца да ги едуцираме, да ги учиме како да се хранат, да постанат подобри луѓе, да постанат подобри ракометари. Значи не осеќам ни еден товар, напротив, она се регенерирам, уживам покрај брегот на Охридското езеро заедно со моите пријатели. Мислам дека правиме нешто добро за Македонија и воопшто за македонскиот спорт. Заро ви благодарам за одвоеното време. Знам дека сте многу запатени и дека врските едноставно мелат. Уште еднаш благодарам што одвоивте време да
разговараме на тема и репрезентација и Кирил Лазаров и кампот. Благодарам и на вас и поздрав до вашите гледачи на ТВ Нова.